И здраво, момците, девойки, добре дошли на моя ново видео. Аз съм Кристиан. Днеска, момците, девойки, ки снимаме ново поразлично видео. Таймата видео ки се вика Сърца в пламен. Ако не знаете защо стана звук за ова. Сърца в пламен и аз отдолу ки ви прочитам сега нещо. Значи видео ки трябва нещо 5-6 минути. Ки имате живци да го изтърпите. Трябва топ. Иде газ. Патем, нека да се фалам, али може би има по-яки видеа, со нещо што ќе ни ги направи видеата по-течни и по-убави. Тоа со ова апаратче што го гледате тука моментално. Ето сум јас. Ајде си да вие. Тоа е топ. И доста ве замарам со небитни ствари да започнеме ние со видеото. Извинете, само секунда. Помеѓу хорот и надежта. Ова ќе го читам. Ова ми остане најголем впечатлок од преска. Ова. Ако сакате вие да го читате, што пријател видеото читате. Помеѓу хорот и надежта. Под сенката на палмите што се ниша, Адел си собира децата околу 50 на број. Нејзиниот глас се издигна, почнувајќи да пее напад христијански војници. Можеш да го видиш сравот во очите на децата и преживувајќи се во песната. Не сакам да умрем, викна едното дете. Немаше ни 10 години. Нема да умреме, дојди и плескај со рацете со нас. Адел се наведна кон него, зборувајќи му директно на увод за да може да чуе и разбере покрај пењето на децата. Училиштето и момчињата нема желба да се придружат. Пеа друга песна, плескајќи заеднички со рацете што тоа пееа. Адел се обидуваше да го задуши викањето и вирсоците и теророт што доаѓаше од падината околу километар подолу. Знаеше дека мора да ги држи децата да не заплачат, особено постарите. Ако некој од нив почнеше да цимоли, ќе создадеше масовна хистерија. Адел им се восхитуваше на храброста. Се чинеше дека и другите родители кои беа собрани во мали групи околу децата почна да добиваат сила од смелите млади момчиња додека пењето продолжи. Адел се загледа на собраната младина и ги забележа двете момчиња. Кристина имаше 9, а Кристијано 7 години. Адел Кристина. Памтете Кристина пише овде, само да најдам. Да е тука. Фокус. Кристина бе, брат. Кралј. Кристина имаше 9 години, а Кристијано имаше 7. Адел може да биде храбра и да се преиспита себе си. Можеше да биде храбра за своите деца, за сите деца. Довербата во Христос ти беше цврста вкорената. Се грижеше за нив, особено за Кристијано, нејзиниот мал авто. Тој беше толку млад и мал за својата возраст. Адел тивко се молеше за Божја заштита и повторно беше благодарна што ја грабна својата Библија и избега од дома. Сега ја отвори внимателно и вртеше за излежаните страници, кај познатиот стих кој нагласи: се можам преку Христос кој ми дава сила. Потоа Адел се заврати во задниот дел од Библијата, кај што беа напишани бројни песни и ги водеше децата во нова песна. Додека децата пееја и го славеа Христос, беа на планините од пладне и сега сонцето зажари и жолто кафеава сјајно небото. Следи сонцето овде на малиот и незонски остров Доди. Може да биде спектакуларно. Одеднаш извикна некој од селото. Бегај Аделу. Аделу побрза за да се спречи од
од толпата кој што сакаше да се да омачи, а тој се помучи да погледне на кај белиот залез. Таа едва можеш да ги препознае силуетите, силата на луѓето и силуетите кои беа по странната патека. А другите му вика надел побрзај, мораш да бегаш во џунглата, бидејќи тие ќе те фатат. Наместо тоа Адел се здрви и се парализира од крскавите звуци на огнот, што сега се завртија кон падината, додека чадот се издигаше на затемнетото небо. Тие го запалија целото село. Знае дека секоја куќа ќе изгори, вклучувајќи ја и неговата. Се мачеше врз изгорни, додека зборот мора да се направи. Дали треба да му помогне? Меѓутоа, додека се пробиваше низ целта и Добро, не можам да го изговорам и еби га. Две прекрасни деца, сопруг и еднаш и за секојаш кој беше добар. Се заврати кон децата, а потоа на брзина погледна кон Мету. Во тој момент се сети на Библијата и смело го викна 17-тото годишно момче кој тврдоглаво седеше на каучот кај мајка и велеше мамо, тој личи на мајмун. Епа, момци, девојки, тоа беше тоа за овие. Се надевам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, оставете лайк, сабскрајбнете се на каналот, а ние се гледаме во средна прилика. Аз на новиот. Пис. Браво. Срца во пламен. Сакајте се и гледате се во благодат. Сакајте себе си како во Христос, бидејќи преку Христос можете се. Пис. Браво. Ме сакај на сам.